Полугодишниот пресек покажува дека школската година на политички науки се одвива во сосема фер и коректни услови. Новина е само дека ниту сега, според предпоставки и факти, ниту предходно, за упис на смерот за функционери не се барала оригинална диплома за познавање странски јазици. Жив е јазикот, знаете, децата и од сериите почнуваат да го учат. Поентата е да разбираат и да зборуваат, не да учат граматика на страниот за нив јазик, именки, заменки и така натаму. Пловдив не е на море, ама лажната диплома и вистинското државенство од таа земја обезбедуваат далеку подобар статус. Стекнатата предност овозможува со мала тешкотија, ама со сладка леснотија, како собственик на станови во различни делови на Пиринеите, да се осознае квалитетот на климатските услови. Ова е тешко прашање. Во Португалија океанот е ладен, не може да се бањате, така да Шпанија. Иако добро избањати, гумина се трудат да останат суви, па наместо директно да ги посочат виновниците за студениот туш. Тие велат дека постапките не биле разбрани, оти сме биле балканци, а не скандинавци. Имаше одредени постапки од представници на ДУИ, кои што не беа во согласно со она што ние го имаме овде како политичко работење. Може би тие одговараат, например, играње спорт во канцеларија во Норвешка. Споредбите во политиката се важни, ама ако се адекватни. Оти нелогично е интернистот кој загуби да дава оценки за колегата невролог кој стана министер. Освен ако тоа случајно не го мисли за неврохирургот. Знаете што, може да биде добар доктор, ама знаете што, даска е во политиката. Лекар не се станува лесно за разлика од политичар, ама и за двете, оти се занаети. Потребно е да се стекне искуство и да помине одреден период на адаптација. Премиерот го има рецептот и добро знае која е тајната на успехот. Да му дадеме време на времето. Времето, тоа е погрешна теза, сега не работи за нас. Да му дадеме време на времето. Секој што тоа ќе ви го каже ве лаже. И на крајот, за некого тоа навистина е застаното и веќе не работи како и ВЛТ апаратите. Господине Груби, малку забегавте, се да ви објаснам. Ја мислам дека треба да се извиниш. Еве ви се извинувам, не знам зашто, ама еве ви се извинувам како затоа што забега, затоа. Па, вие забегавте. Избега и оваа година. Во новата, секој влегува со свој живот. И јас сакам да одам и да работам во Кавадарци како кустос и да земам 72.000 денари плата. Со сите нејзини вредности и мани, како и оваа година и до година ќе ги архивираме, реставрираме и за вас ќе ги саботираме и складираме сите вербално-политички експонати. Нека е среќна!